Повеќе годишното труење на граѓаните со отровен мазут власта дури сега ќе го решава, откако јавноста буквално збесна по објавата на новинарската сторија во која се обелодени огромен скандал со увоз на отровно масло за грејење, од владата сега најавуваа дека ќе се води истрага и ќе имало одговорност. Целиот бизнис се случувал пред очите на државните институции речиси 4 години, но за тоа досега никој не реагирал. Сега се најавуваат и казни. За да се расчистат сите прашања, дилеми и сомнежи изнесени во јавноста, владата ја задолжи Царинската управа да спроведе внатрешна контрола за конкретниот случај, да се испита колкаво количество од наведените нафтени деривати е увезено од 2018 до 2020 година и под која царинска шифра е извршен увозот, како и тоа дали податоците во декларациите соодветствуваат со дериватот што е увезен. Најавата од власта за акција следува откако вчера министерот за економија се обиде да ја префрли одговорноста кон Стојко Пауновски, поранешниот директор на пазарната инспекција, кој поради непослушност и прко за рамковните вработување експресно беше сменет. Бектеши тврдеше дека не бил запознаен дека кај нас се увезувало опасно масло кое било декларирано како мазут, а го прозваа Пауновски дека во време кога директорувал со инспекторатот, направил само една проверка на квалитетот на горивата. Пауновски реагираше дека министерот лажел и тврди дека лабораторијата за контрола воопшто не им била ставена на располагање и додека власта се мобилизира и бара начини за префрлање на одговорноста, јавноста критикува и бара казни за редица институции. Се бара и одговорност од посочените компании кои оствариле и бенефит од овој нелегален бизнис. Станува збор за Евроникел од Кавадарци и Брако од Велес, фирма на поранешниот вице-премиер Кочо Анѓушев, за кој се тврди дека биле дел од мрежата која плетеле кичевската фирма Евротим, увозникот на опасното гориво. Анѓушев преку Брако демантираше дека на било кој начин е поврзан со увозот на токсични масла и најави тужби за новинарите. Се огласи Евроникел, кој тврде дека нивната работа и околина е комплетно чиста. Инаку опасното масло е забрането во Европската унија, но наголемо се користело во Македонија не само во фабрики, туку и во државни институции, па дури и во неколку здравствени организации.